Добро вечер, почитувани. Во очекување да заигра премиерската метла, најавена за почетокот на јуни, во овој појас од отвореното студио тема ќе биде дали покрај таа кадровска реконструкција и тие кадровски промени, дали ни се неопходни, дали ни е неопходна метла и во бројот на функционерските места и кој тип на метла е потребно за администрацијата и управата за да таа биде по европски стандарди. Гостин за разговор на овие прашања и теми е Ана Павловска-Данева, доктор Ана Павловска-Данева, професор на Правниот факултет. Добро вечер. Добро вечер. Јас ќе почнам со онаа вест што поплатнево стигна, тоа е дека председателот Стево Пендаровски ги потпишал указите за 5 закони, а меѓу нив, покрај законот за судови, закон за прекршоци, за енергетика, се и законите од оној, да речам, ваш домен, ваш ресор, закон за управни спорови и особено интересни се измените и дополнувањата на законот за организација и работа на органите на државната управа. Што ќе донесат овие измени? Законот за организација и работа на органите на државната управа е двотретински закон, клучен системски закон, познат во народот како ЗОРОД, односно закон со кој што се формираат и укинуваат министерства. Тоа е најважното во неговата содржина, бидејќи единствениот правен акт со кој што може да се формира или да се укине едно министерство. Тој кај нас се менува многу ретко во државава и за жал два пати во изминатиот период 2010 и сега повторно 2019 се менува законов само во една насока, во насока на зголемување на бројот на министерства. Всушност оваа последна измена што сега чиј што указ го потпишал председателот Пендаровски, значи формирање, можност за формирање на новото министерство за политички системи и односи со заедниците. Неопходно е тоа за Македонија, за Република или Северна Македонија. Знаеме држава со ориентацијно колку жители. Апсолутно е непотребно. Значи, апсолутно е непотребно да постои уште едно министерство и апсолутно е непотребно да постои ваков вид на министерство. При тоа, никакви анализи не претходеа на создавањето. Значи, обично кога формирате министерство, било каков орган на државна управа, но особено министерство, претходнат сериозни анализи од голема група на експерти кои треба да докажат и финансиски, и суштински, и правно, и политички, како сакате, дека има потреба да се формира нов орган на државна управа. Не претходеа на ова никакви анализи и при тоа... Што лежи тогаш во позадината? Добро, јасно е дека тука станува збор за, или барем на еден круг луѓе што се бавиме со ова, со организација на управа, одамна беше јасно дека од страна на коалициониот партнер ДУИ се врши притисок да се направи вакво министерство. За волја на вистината, ова беше политички договор, барем тие моабети веќе беа јавни или познати на одреден број на луѓе што се бават со оваа област и помеѓу ВМРО и ДУИ. Пред формирањето на ова нова влада. Така што ми се чини дека било кој коалиционен партнер, сеедно дали тоа ќе беше ВМРО во тоа време или сега СДСМ, ќе мораше да го испорача како резултат ова министерство, како резултат на политички или на партиски договор. Финансиските импликации? Финансиски импликации пишува дека нема, што е апсурдно. И секој не знам, мене тоа не ми е јасно. И секој лаик знае дека ако се формира нов орган на државна управа, особено ново министерство, колку и да се преземаат веќе службеници постоечки, како што беше кажано од вице-премиерот Османи, се разбира дека ќе има финансиски апликации, но тоа го нема во образложението на законот. Интересно е дека ова е закон што е предложен измена на закон од претениците, не од владата и не од Министерството за информатичка обштествена администрација, што говори се уште за еден сервилен однос на собранието и претениците визави владата, но уште поинтересно е дека потпишаните претеници се од сите претенички групи. Значи него го имаат овој предлог, го имаат потпишано и претеници од СДСМ, и од ВМРО-ДПМНЕ, и од ДУИ, и од независните претеници кои излегоа од ВМРО-ДПМНЕ. Така што чудно како се постигна едногласност целосна во парламентот и помеѓу претениците за формирање на еден ваков нов орган. И доколку ми дозволите, интересно е само како компарација, најчесто политичари и луѓе имаме разноразни експерти, аналитичари, колумнисти кои што се бават со јавна администрација, кои претходно допир немале со јавната администрација, но тоа е секогаш актуелна тема и можеби начин како да се промовира човек себе си. Тоа се експерти са се и се што да. Но ние што стварно се бавиме со ова долги години, децении, многу лесно и едноставно може да се провери, тоа се сознанија кои за жал требаше некако да и бидат предучени на владата.
2004 година Хрватска добива датум за преговори. Веќе во 2005 првата работа што ја прави е намалување на бројот на министерства од 19 на 16 и намалување на уште два други органа на министерства. Значи првата година само што го добива датумот ги крати бројот на министерства и органи на управа. Ние стоиме пред портите на Европа веќе со години од добивањето на кандидатски статус 2005, сега сме веќе ептен блиску. И ние 2010 формираме едно ново министерство, 15-то, сега формираме ново министерство, 16-то по број. Така, за држава, иако не сме имале попис нели толку време, сепак сме мала држава за да имаме гломазен и државен апарат, ама и бројни функционерски места. Што не очекува, еве ние се надеваме да добиеме нели датум за почеток на преговори, што администрацијата, управата е под силен мониторинг, значи спомнавте искуството со Хрватска, но по овој стил, како што рековте, се согласија сите партии за ново министерство, ние имаме министри без ресор. Сега имаме 3 министри без ресор, задолжени за странски инвестиции. Па имаме и посебен советник во владата задолжен за странски инвестиции. Имам печаток дека овие без ресор министерства служат за помалите коалициски партнери да добијат министерски места. Или дел од нив добија функција национални координатори за работи за кои постојат министерства. Па за да се придобијат гласови за да поминат уставните амандмани, се измисли нели заменици директори во јавни претпријатија. До каде ќе одиме и колку ова и како ова ќе биде оценето од Брисел? Спомнавте со Хрватска, но што се предстои? Што ќе преземе владата, јас не знам, но она што го пишува во актите, тоа е стратегијата за реформа на јавна администрација, која е исклучително добар стратешки документ, подготвен од МИО 2018, мислам, година, пишува дека основен приоритет или стратешка цел е оптимизација на управата, со што апсолутно се согласува цела стручна јавност. За жал, во овој момент, од 2018 за година и пол колку што е усвоена или година дена стратегијата, немаме оптимизација. Ние гледаме зголемување, а не намалување на бројот, целокупниот број на администрација, зборувам не како луѓе само, како административци, туку како органи на државната управа. Ми се чини дека ќе биде неопходно да се намали тој број. Имаме навистина преголем број на разни членови на влада, од министри без ресор до заменици председатели на влада. Заменици министри, тоа е за коалициски главен партнер, тоа е заменици министри одамна воведено, не од оваа влада, дури не од претходната. И колку и да реално не постои потреба суштинска од нив, тоа стана дел од нашето политичко секојдневие фолклор и ми се чини дека тоа фати некаков замаец и можеби и добро се справуваат. Ние сме имале и во минатото и сега министерства каде што еден министер од коалиционен партнер, еден од владата, другиот од друг и соработуваат одлично. Одлична соработка имаат и добро го водат заедно министерството. Но имаме случаи каде што паралелизам имаме. Има и каде што има паралелизам и сега тоа веќе нели зависи и од самата личност, колку ќе биде личностите моќни да и колку ќе имаат волја да соработуваат за доброто на својот ресор и за доброто на државата. Мислам дека е созрено време, отворено да се каже, иако е многу политички неопортуно и тешко е за било која политичка партија на власт, па и на оние на опозиција, бидејќи тие претендираат да дојдат на власт, на било која влада да каже дека ќе направи кратење на администрацијата. Но по мене тоа е неопходен чекор, нужен, не заради ЕУ интеграцијските процеси, туку и преговорите, туку за нас граѓаните сами, бидејќи тоа чини таква гломазна администрација кошта пари. Од друга страна, но кога се прават вакви поголеми реформи, зашто тоа се болни реформи. Вакви реформи се прават првиот ден од доаѓање на власт. Значи првиот ден од доаѓање на власт се кажува дека ќе има кратење на администрацијата. Се почнува со функционална анализа, тоа е нешто што министерот за информатичко општество го почна, наш Дамјан Манчевски, меѓутоа предолго трае процесот на правење на функционална анализа. Предолг е тој процес, еве 2 години уште таа се прави. Реално може да се направи за 3 месеци со добар тим на експерти, широк тим, економисти, правници, политолози и така натаму, кои што ќе дојдат до заклучок каде треба да се фузионираат органите на управата. Некои ќе треба да се спојат, некои ќе треба скроз да се укинат. Ние ништо не укинавме, ние само формираме нови. Така, но министерот Манчевски го најави тоа дека ќе има со законот за организација на органи на државна управа, кој е во подготовка, спојување, укинување на некои институции, бидејќи имаме дуплирање. Јас само да напоменам дека јас сакав на оваа тема да имаме дебата. Го поканив министерот Манчевски, Дамјан Манчевски, рече дека не може да дојде.
А потоа ми јавија дека дури заменикот Вајдовски не може да дојде, така што од мојот план за поширока дебата жал ми е, иако размениме. ние реално имаме добра соработка како катедра, и јас и професорот Давидковски и помлад колега имаме на катедрата кои на разни начини соработуваме со Министерството за информатичко општество и администрација. Ставовите, верувам, на министерот се исти како и моите. Ние немаше тука многу да дебатираме. Политиката е нешто друго. Компромисите што се прават со коалицијските партнери. Вие, ако земеме да зборуваме, вие велите Зоро Дуке се менува сега брзо, тој што туку се смени, денес го потпиша председателот указот, се смени во обратна насока од тоа што е планот да се менува. Тој треба да се менува во насока на фузионирање, велам, на органите, за што се согласува и министерот, чека најверојатно некои експерти да му дадат и да му кажат што каде се преклопува и што треба да се укинува. Така. Но Министерството за информатичко општество е интересно и тоа е од аспект на транспарентност не е добро, но сериозно покажува еден сигнал кој јас го разбирам и го оправдувам, не даде никакво мислење на предлогот на претениците да се формира ново министерство. Што значи дека МИО и службениците внатре, тоа е стручна служба, сепак министрите се менуваат, но и министерот да се согласуваа со ова ќе дадеа позитивно мислење. Не дадоа никакво мислење. Но ова го најави Манчевски дека со таа нова веќе шема која ќе се направи за државната управа, рече дека ќе се види и колку имаме вишок во овој дел вработени. Но, речи дека нема да има отпуштање. Дека ќе бидат нудени со некакви финансиски пакети на приватните фирми. Колку ова делува реално? Тешко дека тоа ќе се оствари и најверојатно уште потешко од позиција на министер да кажете дека ќе има отпуштања или дури да спроведете отпуштања, но тоа е неминовно. Тоа мора да се случи. А околу трансферот од јавен во приватен сектор, мислам дека тешко ќе се случи прво заради тоа што не гледам луѓе од приватниот сектор кои што би земале луѓе кои што се непотребни во јавниот сектор. Оти потребните нема ни министрите нема да сакаат функционерите да ги дадат и тие самите се чувствуваат почитувано и комотно во позицијата каде што се зборувам за добрите и квалитетни службеници. Ние ги знаеме сите кои што работиме со управа и тие се за жал мал број. Значи би отишле оние што се непотребни во јавен сектор. Кој приватњак би земал такви луѓе, тоа е едно. А друго, ако пак отидат најдобрите заради повисоки плати, тогаш сме направиле дупла белја. Тогаш јавниот сектор сме го оставиле осиромашен за најдобрите кадри. Така што мислам дека сепак ќе мора да дојде до некое прочистување на поинаков начин, не преку трансфер. Во кој начин сметате дека е адекватен? Значи имаме држави во Европа, пак од нашето блиско окружение кои влегле во Европска унија, пред влегувањето се носи уредба на влада, каде што прво и ние тука чекориме добро, се опремува администрацијата со IT технологија, што е можно повеќе информатичка технологија, се дигитализира. Автоматски сега тоа е следствен процес. Ако се автоматизираат одредени действија на управата, автоматски ќе станат непотребни одреден број на луѓе. Оти ќе се заменат со ова дигитализацијата или со компјутерите. Така што имаме уредба на владата во Хрватска пред да влезе во ЕУ, кога почнала преговори, дека сите административци кои пречесто користат боледување и кои не покажуваат добар учинок преку оценувањето годишно што се врши, ќе бидат отпуштени, буквално така, ќе бидат отпуштени и заменети со компјутери колку што може повеќе нивната работа. За разлика од тоа, истовремено онаму каде што треба стручен кадар, се отвараат вратите и се примаат кадри. При тоа критериумите се спуштаат за влез во служба, за да можат луѓе кои што се супер експерти, а не ги исполнуваат критериумите 10 години во јавна служба да била за да дојде на висока позиција. Значи млад IT инженер не мора да бил 10 години во управа за да го ставите раководител на сектор, се спуштаат тие критериуми за да се земе најдоброто, а лошото да се исчисти. И тоа мора еднаш да се каже. И не мислам дека е свеста кај граѓаните созреана до оној степен да тоа го прифатат, да не го дочекаат на нож. Бидејќи нас таа администрација неефикасна не чини сите. Така, но ние 2 децении се зборува за реформа на управата и јавната администрација. И повторно, се менуваат истите партии на власт. И повторно, кога ќе дојде една партија, се оди со стратегиски планови, акцијски планови, измени на закони. Ја не знам колку пати веќе се менувани сите овие закони и повторно немаме реформа. Или не е реформа, тоа се состои во зголемување на бројот на вработени, број на функционери и некако како сите да тежнеа да работат на државна сметка.
Само во едно не би можела да се согласам, реформата на администрација, воопшто секоја реформа, посебно реформата на управата, секаде во светот не е процес кој започнува и завршува, не е осечка. Значи тоа е процес кој постојано трае. И во теоријата имаме некои искажувања дека е тоа маратон кој нема крај. Но овие 2 децении што реформиравме? Го зголемивме бројот само. Тоа велам, кај нас не ги гледаме, а пак од друга страна тоа е маратон велико нема крај, кога ќе се дојде до целта, местото што е означено за цел, новите генерации продолжуваат да го трчаат и мораат да продолжат да го трчаат. Тоа е модернизација на веќе реформирана управа и така натаму. Резултатите од реформите кои се многу болни се чувствуваат дури после неколку години. Не може да се видат веднаш. Значи една влада ќе ги спроведе, ќе го добие фидбекот од граѓаните како што ќе го добие, друга некоја после неа влада ќе ги осети придобивките. После неколку години, дури децении. Зборувам за државите кои преоѓале од оној социјалистички режим или така натаму. Кај нас не се видливи промените многу, бидејќи се вртиме некако во круг и особено многу сакаме да менуваме закони. Пак ќе се навратам на Хрватска, една од мерките што ги преземах тогаш во тоа време кога ги почнува преговорите, носи заклучок владата, се носи заклучок на влада дека нема да има повеќе законски измени, нови закони, освен ако е нешто неопходно, но претходно мора да се направи симулација на новиот закон во пракса како ќе изгледа пред да се донесе. И туку така некој му текнало, напишал, ај ќе донесеме, па после гледаме дека не ни се имплементира. Прво имплементација и веднаш после тоа како ќе се донесе законот, пред да стапи во сила, службениците мора да се обучат како да го применат. Ние имаме јадранка закони кои што постојат 4-5 години, законски одредби, кои нашите службеници не знаат дека постојат, не знаат дека се објавени во службен весник. Значи никој не ги спроведува, само сме ги ставиле на хартија, не знаеме зошто. И сега затоа имам проблем со оној нов закон најавуван од страна на МИОА, дека ќе се носи некаков закон за висока државна служба, со која, ако добро разбрав од изјавите на надлежните, треба да се деполитизира администрацијата или високите државни службеници се деполитизираат. Значи, апсолутно не ни треба нас нов закон за да тие се деполитизираат. Ние во постоичките закони прво да се разбереме одредена категорија на луѓе во министерствата мора да се политички. И тоа не се крие никаде. Министар, заменик министар, некаде државните секретари се чисто политичка функција, некаде се стручна. Ние треба да одлучиме до кое ниво сакаме да имаме блиски на политичката партија на власт и од каде ќе почне чист професионализам. И тоа се прави но дали тие луѓе при промена на власта исто така се заминуваат? Да, заминува министар, заминува заменик министар, заминува и државен секретар и тоа легално. Си оди, може да се врати на некоја пониска функција, нема биде више државен секретар, ќе си донесат свој. Тоа што го направи ВМРО со Законот за административни службеници, за кој сметам дека е лош, меѓутоа една од добрите промени беше што воведе кабинетски систем луѓе, чисто партиски. Тоа не треба никој да го негира. По тројца службеници се зема секој министар од партија ги зема. И така треба да биде. Тие се негов кабинет, тие му се политички него советници, партиски. Си бара луѓе од добре. Така е. Како ќе си оди он, така и тие си одат. Тоа постоеше и претходно, но нелегално. Се преправавме дека они тоа го легализира и тоа е во ред. И се знае до каде ќе бидат партизирани, а каде се професионалци околу метлата, што не, ова ми беше метлата, сега пак говорам за бројот на во кабинетите. Има ли проценка колку држава со број на жители како Македонија, како што реков, иако немаме попис колку се овде, но колка би требало да бидат кабинетите? Генералниот секретаријат на владата, не знам бројев таму 279 примерно, советници не знам колку, колкава администрација, колкава управа, знаеме ли кој е оптимумот споредбено со овие европски држави? Не, никаде не се прави таква присметка, ниту пак се кажуваат бројки за држава со толкова население треба толку администрација. Тоа нема мерка таква нема. Но државата, односно тие се издржуваат од стопанството. Така е, тоа секоја држава. Таа е мала држава, нема висок. Може да биде и мала, но економски моќна. Па тогаш нашата не е економски моќна. Проценката, нашата не е економската наша моќ, број на жители и ние според тие критериуми треба да се намали, апсолутно треба да се намали бројот на јавниот сектор. Ние имаме една парадоксална ситуација години наназад. Државни службеници што работат по министерства немаме премногу. Дури таму недостигаат стручни кадри. Ние имаме огромен број луѓе вработени во јавниот сектор, што значи здравство, образование, култура, наука и се, кои не знаат зошто се таму. И тие не се да речеме доктори, нас не достигаат доктори, а имате превработеност во здравство. Нас не достигаат учителки и учители, имате превработеност во образование. Тоа се луѓе некаков административно помошен технички кадар кои не се носители на дејноста. Таквите не треба да се плаќаат од буџет.
Тие услуги во државите се даваат на приватен сектор да ги врши, а само учителите, докторите, професорите стануваат носители. Тука треба да се чисти најмногу и кај класичните државни службеници по министерствата, оние што дошле на некој залутан начин. Ние имаме исто и тоа е интересно како не профункционира. Претходната влада во законот предвиде за административни службеници се формира комисија при МИО и од надворешни експерти и од натрешни луѓе, која што ќе ги следи вработувањата. Значи ако најде малтане ветинг, тражано вулгарно, ќе си ги следи таму кај што имало незаконито вработување во цела администрација, ќе преземе мерки. Таа комисија се формираше при крај на мандатот на ВМРО-ДПМН. Продолжи сега и уште као формално постои. Никаде не видовме извештај, па макар и позитивен, да кажат сите вработувања се легални или законити. Ниту пак видовме извештај дека во тоа министерство, во тоа не се нелегално вработени. Да, веќе кој ги спомна здравството и образованието. Ние имаме, значи, масовно ќе кажам, заминување на доктори, на сестри во други држави за подобри услови и подобра плата. Значи, овде ни недостасуваат доктори. Администрацијата... Али администрација на клиника имате колку сакате. Тоа сакам да кажам. Од друга страна, во образованието велат се намалува број на ученици секоја година, а расне бројот на наставници или професори. Па и на секретарки, и на хигиеничари, и на домаќини. Така. Бидејќи спомнавме дека се тоа тешки реформи, особено ако треба метла, нели, да заигра. Тие се и болни и скапи. Така. Сега, парламентарните избори, доколку бидат редовни, треба да бидат некаде декември 2020. Значи, додека се исподонесат овие закони, јавна расправа и сето тоа, а еве, да речеме хипотетички, добиеме датум за преговори. Зарем таа последна година пред изборите би СДСМ, вие бевте и пратеник, нели, на времето од СДСМ, покрај оние крупни и горчливи проекти, како договорот од Преспан или слично, уставните измени, ќе се реши на една ваква болна реформа која не носи гласови. Јас целосно сега веќе некако бидејќи спомена дека тоа се прави на почеток. Како професор, како научник, цела стручна јавност, онаа со која што комуницирам децени назад, работиме заедно, проекти, акти правни, апсолутно ќе ја поддржиме владата во било кое време да одлучи да ја крати администрацијата и да преземе реформи. Приватниот сектор мислам дека целосно ќе поддржи бидејќи на нивни терет е целата администрација. Но морам да признаам, бидејќи не сум била само пратеник, туку бев и висок функционер партиски. Исклучително е тешко од таа позиција да се соопшти таква и да се спроведе таква реформа. Мојот став и тогаш беше ист. И во партијата немаше едногласие дека тоа треба да се каже јавно и дека треба навистина да се пристапи кон отпуштање. И тогаш и сега мислам дека е созреано времето и поддршка владата на СДСМ ќе има, иако ми е тешко да поверувам поради политичката неопортуност дека во последна година, во предизборна година би се спровеле вакви реформи. Но ми се чини дека кога Брисел би нели налага. Ако тоа го наложи Брисел, веќе тука нема што да се разговара, претпоставувам дека ќе биде неопходен услов да се пристапи кон такво нешто. Но тоа нам не е потребно на граѓаните. И при тоа мислам дека е многу важно да кажеме, ние постојано збориме владата не презеде реформи, претходната оваа влада, премиерот, министерот за информатичко. Ама промена на закони, измени и носење закони не е. Видете, реформата, вистинска реформа во администрација да се направи, која што не значи се разбира носење закони никако. Не зависи само од премиер и од влада. Тоа е процес во кој мора да учествува цело општество. Тоа е процес во кој што мора да учествува секој индивидуа, секој граѓанин да го даде максимумот. И треба да признаеме, нашето општество не е спремно. Не можеме да имаме преголеми очекувања од владата да направи такви резови кога општеството не е спремно да ги прифати и не е спремно да се менува. Благодарам што бевте гостин во отвореното студио на 1 ТВ. Ви благодарам и вас на поканата. Така, ние се гледаме за 10 минути во Централниот дневник. До тогаш пријатно.